во старото време, односно во првите кои заминале на печалба, налично во Америка, бил и прадедо ми Трајан Стојчевски. Од таму се вратил, спечалил, се вратил и почнал да купува земја. Земјата која сега ја поседуваме, се уште ја поседуваме, не ја оставивме и покрај сите присилби во времето на социјализмот, ни остана во владение од прадедо ми Стојчевски. Дал многу злато, многу алтани, многу Наполеони, ја купил и така се почнало со живот, така тој веќе имал и внуци, сини, внуци, и потоа се бореле сите тие да сторат нешто, да ја задржат земјата, така да до ден денес ја задржавме покрај, како што рекол, тие сите присилби, усилби да се остави на државата или било како. Тој бил првиот кој заминал на печалба, во поново време, после 70-тите, заминал и стрико ми сега покоен и таму веќе починат, меѓутоа традицијата како традиција и на стрикоми и на другите почнала негде од кај 60-тите, пак до ден денешен се случи фактички селото да остане вака како што е. Празно, без жители, со еден, со двајца во куќа, поредко неколку, односно 3 фамилии кои се моментално со 4 члена, што значи живот тука без никаква екзистенција. Првите, како примерот на прадедо ми, заминаа во Америка. Во покасните години веќе преминаа до Австралија, таму ги има многу печалбари кои останале да живеат, мислејќи дека најдоат поубав живот. Некои кои не успеа, се преселија до градот и околните села и за поарен живот веќе се таму, повремено се враќат, обработуваат земјиште, меѓутоа како е денес времето знаеме, се случува тоа што се случува, земјоделието е такво и не може да се екзистира. Сега би сакал малце да ме прошетам низ селото, да ги покажам малите, долната мала, средната мала, горната мала, нешто ќе проговориме, ќе видиме според исказите на постарите, и ние како што тоа ни остана во сеќавање, на времето кога имаше многу ученици, многу деца, многу игри, така да ќе се запознаеме во времето на младите години, односно на годините кога беа и постарите, и ние една прошетка, значи, реков ми селото, повелете ќе го сториме тоа, тука ќе ви покажам, тука некогаш беше заградено, не можевме да поминиме, затоа што имаше стока, имаше луѓе кои живеа, мораше да вртиме таму, и секоја куќа си имаше ограничен збор и беше заградена, секоја куќа си чуваше стока, секоја куќа имаше што и како, малку милитра сепак тоа беше живот. Една од долна мала е ова куќа. Жителите на оваа куќа ги имаше многу, сега се иселени во странство. Овде можете да го видите и бунарот, од него се пиеше вода. Во долна мала исто така има уште 2 бунари.
Имаше куќа до куќа, ограда до ограда, до она следната куќа, таму веќе почнува средната мала. Така да моравме да се викаме долно малци, средно малци и натаму веќе од следните куќи е горна мала. Како што реков, сите живееле од стока, сточарство, земеделие, те додека не заминале во странство, како и ова и другите куќи кои се порекето во странство. Натаму, по патот ќе заминиме и ќе дојдеме до средна мала. Овде беше сред селото. Тука, за време на верскиот празник, Свети Никола, односно Талалеј, имаше големо сред село, имаше според кажувањата на постарите, дури 2 рала тапани со гајди, со тапани, се береле од сите села, имало многу, домашните, во секоја куќа били полни куќите со гости, се прославувало, се свирело по 2 дена. По 2 дена сегде празнување. Значи, тоа укажува дека навистина селото беше големо, било големо, според кажувањата на постарите. Јас, како човек од ова село, запаметив, како дете, кога имаше многу народ, таму имаше наредено тезги, купувавме децата ланчиња и други работи кои за нас беа навистина многу интересни, затоа што беа ретко за нас, ние како деца од село. Сега укажува фактот на тоа дека навистина се живеело многу, многу убаво во тоа време. Јас сум роден 19-та година од село Брод и жител на Брод до денески, од роѓањето до денески тука су јас. Ни странство никаде не оден. Во живот на моја филе, од досега да знам да сина, устурија бивша Југославија, крал Александар кој дошол тука, време Србите вареа. И од тога тија отворија школу. Ни учеме, имаше дечиња. Селото не беше големо, стока, имаше веко 100.000 грла овци, само и башка, говеда, друго се имаше туа. Најголемо село беше во нашата околија туа од Тато, од Битолска. И така се такове, сега дојде промената во нашата живот, која се тоа партизанското време, се такова изглежа, и се измена се не. Се измена, па имаше луѓе, доста се така, до 54-та година и 55-та туа се владеа. А од тога сати побегнаа луѓе до странство. Германија има, и Австралија имаме, и Германија има многу. И Америка има, некој има помалку се Америка таму. Има и дори во Америка. До Австрија беа 20, некоја година, 2 и оттаа не пуши седо мој никако. Се туа ми се мој тат. Имам 15 фамилии се мој туа. Кравари таму се живат. Една селија се остана, старата ми се жива, до некоја година има кај умрена, постоја туа и тоа е. Се сам живеа се. Се сам, сигурно синови ми понекој пат ми призирка. Не си ми пула туа, од кравари туа идат. Отидо кај ни, сакам да урама, не можа седа, не научен. Во фамилиите, млади луѓе, не можа, стар човек. Ми избега странство, едни горе, едни долу се распрчаа и така се неколку иде, се намалија се вода.
патче, веќе натаму, се дели горно-мало. Една од куќите кои потекнуват од горно-мало е и ова голема куќа, која биле повеќе браќа. Некои се во Скопје, некои се во Битола, обработувале многу земја, имале многу имање. Сега повремено пак се враќаат, пак работат и меѓутоа покажува фактот дека навистина според куќата може да се речи дека се живеело на начин како што претходно објасних, се живеело исклучително од земјоделие, од сточарство, брои ова мало 50 на куќи на времето со многу жители. Позади оние поголемите куќи веќе се наоѓа училиштето, за кое ќе ви покажам. Тогаш многу учеле, имало многу деца, многу народ што укажува на фактот дека навистина во ова село некогаш имало живот. Јас сум роден 24-та година, на 2 март. Јас сам заврши бивша Југославија, граѓанин. И тогаш се живееше малце, слободно, ама малце тешко. Сиромаштија се разодуваше тешко. 41 година дојдоа бугарите. Видоме, имаше тогаш во селото над 1000 души. И тогаш, кога дојдоа бугарите, почнаа да не плачкаа. Наријат жито да носе ноќу во Кременица 2,5 сати, 3 со колите, со воловски коли, со дроени тркава, по 5 тона, по 6 тона, по 7 тона, една фамилија. Пошто зашто ни оплаќаа? Колку толку по никој бонови ни даваа. И бугарите стоја 4 години, 44 година си појдоа. Кој дојдоа партизанија, комунизамот, продолжија исто така. Исто така продолжија. И жито, и свињи ни заваа, и јагниња не заваа, и овци ни заваа, и се. Селото тогаш беше 1400 души. И со тоа се влезе 49 година, 14 февруар се влезе во колективото. Скроз не запустија. И до 53 година, кој испаднаме од колективот, со просто врати испаднаме. Ние, например, 17 души фамилија беме. Вложиме 130 овци, 15-20 година, 6-7 коње, 20 година волој. Кој ни дава еден вол, ни дава 6 овци. Земјата ни ја повратија. И тогаш луѓето беше најбурно селото. А пат не ни направива цело време, ни бивша Југославија, ни бугарите, ни вие најште, ако не беше Солунскиот рат. Јас не го памтам Солунскиот рат, татко не беше женет. Ако не беше, ние ќе немаме пат, што се задовицира се воде. Сега се направи во 10 години, 12 има овој пат. И само тој пат. И така со тоа, например, селото наше се искуши, почна да се иселва. Почна да се иселва. И ето, сега останаме на јас, например, јас. Имам син и ќерка во Аустралија. Ќерка имам во Шведска. И селото наше, например, сето сиселе, сега има толку души, не знам, 55 души дали има. И со тоа сега, ако имаше пат направено, нарочито, например, од 53 година до 60 година, ако се направеше никој патче, до 64 година. Ки имаше во селото, ако не поичко, направи 500 души. Нашето село беше 1200, живење беше 800, баш беше 200 души. Гермијан беше испод 200 души.
вие села близо сите беа помали. А општината наша беше сите го двајќаше и Гнеотина, и Егри, и Балдоенци, Тепавци, Гмилеш, Полог, Ивени, Пепелино туа беше во Бачка општина. Јас сум Богоја Тодоровски по надима Бојче Тодоровски од село Брод. Од мојата фамилија се синовите заминати за Австралија. Значи Тодоровски Васил и секој 2-3 години сидат тука, значи. Ова село броеше околу 1200 до 1400 члена постигнат во првото време, значи од 54-58 година до 60 година, тука некаде. После почна нагло да се иселува. Значи, тие заминаа повеќето, веќината за Австралија, за Шведска, за Германија. За Германија има Котевски, од оние Котевски, на синоите на Котевски Ташко. Заминати се Стојан, Коста, значи неколку и неговите сепови заминаа, најпоќе од тие има. Има Коло, Јовановски Коло, по фамилија, Нумеро по надимак, се вика тие, по Германија, значи. Има Петровски за Шведска, Петровски Стојан, значи, оној, еден има заминато. Има и други, тие од таа фамилија, значи, сестри и друго, нагло тогај замина и затоа веќината селото се исели во тоа време, значи, немаше екзистенција тука. После растурањето на колективот и затоа тие нема екзистенција, големи давачки беа порезите друго и затоа веќината се иселува и во тоа време. За Австралија од кај нас има околу 30 фамилии горе-долу. Другите сетне се иселија нагло. Тогаш во тоа време во задругата продадоа земјата на задругата. Тие околу 30-40 фамилија дадоа на задругата и кој припоја кај стопанствата и стопанството почна тие ето до едно време одеше некако работата, после го почнаа да ја распуштаа и од стопанствата и затоа селото наше броеше докучлина, а сега има 22 фамилии само горе-долу останато тука. И само 3-4 фамилии има по 3 члена 4, да речем. Другите се двајца, еден и сете стари. Јас сум Димче Мицевски, караваш во наводници, првиот печелбар од овој крај, од Новаци до моето село немаше печелбар. Заминав 64 година, останав 3 години таму, видов дека без работа нема нигде. После 3 години се вратив, го вратив пашошо и не појдов назад. Ако го чував, ќе се извежу, ќе се вратив. Родниот крај ја си го сакав и побаво од родниот нема нигде.
Секој што се лаже дека ќе најде негде во светот убаво од родниот крај, се лаже. Од своето убаво нема. Ова е наше, темело наш, од Александар Македонски, мораме да си го чуваме и да си го запазиме. Вториот бил Карабаш по него, кој од големо Илино се вратил во Кај да го сачува темелот тука. Јас сум пето колено од него. Ова, позади мене е основното училиште Кузман Јосифовски Пит. На времето, односно, се сеќавам 73 година, кога јас бев петто оделение, мојот клас броеше 27 ученик. Класен раководител, да напомнам, ми беше Кироваков Ѓорѓи. Сега е заклучено без ниедно дете. Скалите пред мене ги трчавме брзо, со джагор, со игра, за да стигнеме, да не закасниме на час. Дисциплината, би рекол, беше на ниво. Во тогашното време имаше добра дисциплина, се учеше многу. Броевме некаде во тоа време 250-260 ученик. Кога ќе звонеше звончето, истрчувавме кој побрзо да стигне, да го искористиме одморот, да ги потрчаме тие 15 минути, а потоа пак тивко да се вратиме, да седниме на клупите и да се учи. Сега, значи, како што напомнав, е замрено, дрвта да се веќе стари, се гледат, училиштето е веќе затворено, заклучено и не постои повеќе ништо. Се наоѓаме на црквата Свети Никола, изградена 1840 година, непосредно во Првата светска војна била разрушена, па потоа одма реновирана, еден помал дел. Тука почиват нашите предци, нашите дедовци и прадедовци. Овде од поодамна не се памети крштевање, венчавање, крштевање, свадби. За жал, паметиме само удирање на камбаните, кога имаме некој смртен случај, односно кога веќе некои покојни, односно постарите, останатите во селото, постарите умират и само за тоа удира камбаната. Кога сме веќе тука, би сакал да напоменам за овој млад човек кој носталгијата, иако многу болен во далечна Австралија, оставил аманет на постарите, односно на своите најблиски, да го погребат овде во селото Брод, каде што, за жал, и тука вечно ги почива.
Овде почива мојот прадедо, каде што желбата на татко ми сега покоен, почива и тој со желба овде да меѓу другите, меѓу своите најблиски, овие гробови и тука прадеда му Трајан, бакалчето, на кој имаше вистинска желба да почива баш во неговиот гроб. Јас сум Србиновски Томе од селото Брод. Иначе напрекар викам Васадоров. Дедо ми го вика Петре, живееше тука, после неговото време замина, почина тој, се викаше Петр Рнкачов. После неговото време, кога замина, јас оставав тука со мајка ми, сите ми се странство и почнавме така да еднаш живееме така со заеднички еден живот. Кога дојде време, не можев да останам тука во селото, заминав во Битола. Поради што немав обстанок да живеам овде, во селото до душа, ова јас положив негде да го асфалтираме, да го направиме некои работи. Кога ги направивме овие работи, каневме игри, идеше Гоце Николовски, идеа многу пеачи во селото и така дојде време што на крај ни се испути цело село. Сега сакам јас пак поново да си живеам во ова село наше и сакам да ви кажам дека искрено да почнеме со некоја градба на ова село, да се вратиме пак поново младите луѓе да живееме во селата, да не биде испустено. Газдата за моето село, за тоа е желбата, голема желба ми е да се вратат луѓето што се многу раселени, што наистина посакувам да биде како што било некогаш многу населено со џагор, на многу деца, како во времето од 50-тите па и понапред. Желбата ми е да се врати пак разселеното население, да се изградат нови куќи, да се слуша џагор на деца, да се живее онака како што се живее.